Прво, веројатно сите се прашуваме, предпоставувам и вие, зошто држави кои што се далеку пред нас, и електронски, и економски, и образовно, и политички, на препорака на Обединетите нации, го одлагаат пописот, иако во право сте кога велите дека, според Евростат, се препорачува пописите да бидат или во годините на нула, или годините на единица. Но, речиси сите ги одложија. Тоа е прво. Второ, ги споменувате критериумите, меѓу кои и етничките карактеристики, религиозните карактеристики и слично. Ама дали низ призма на актите на Советот на Европа, меѓутоа и актите на ЕУ, не сте се запрашале за следново, да речеме конвенциите, тука ги имам во предвид. Кога се во прашање етичките и религиозните карактеристики, се знае дека само сами лично можете да се изјасните за нив и да ја декларирате припадноста. Никој друг не смее тоа да го стори за вас. Овде постои и таква можност. Второ, решила ви ги спомена комбинираните модели, шпанскиот и норвешкиот, и знаеме ние каде се и Шпанија и Норвешка во поглед на електронското знаење. Немате дилеми во држава во која што падна системот на ДИК, во која паѓаат платформите, дека ќе дојде до вакво нешто. Згора не ве тера на размисла предупредувањето на господинот Снопче, експерт во оваа област, не сум јас, кој што вели дека нема заштита вистинска на податоците и дека треба да има систем кој што ќе ги гарантира, ќе ја гарантира на вистина заштитата на податоците. Ги споменувате институциите. За жал, јас не препознавам институција. Институција е Завод за статистика. Орган е Советот. Орган е Државната статистичка комисија. Орган е Бирото за статистика. Сите надлежности овде се централизирани, имаме еден директоријален модел. Се е во една личност персонализирано. Директорот. Сега јас ги помнам неговите изјави кога велеше дека и врз основа на регистри може да се предвиди све како е состојбата со населението, ама нашите регистри, чувте, дека не се веродостојни. Значи, европското знаме значи европски стандард. Јас ве уверувам, врз основа на мислене на експерти, дека ни 10% нема усогласеност со европските стандарди. Пак ќе имаме попис sui generis на државјани, а не на резиденти. Така нема да можеме да, се извинувам последната, да планираме образование, здравство, социјална заштита. Зошто? Бидејќи државјаните се жители на некоја друга држава и тамо се попишуваат. Тамо ги имаат во предвид и за градинки, и за основни училишта, и за социјална помош, и за пензии. Како не разбирате дека ни треба реална слика за планирање? Извинете, благодарам.